Колега Јаревски, сакам да се осврнам на нешто што го кажавте во вашиот говор за падот, односно порастот на евроскептицизмот и дека некој ќе требало да работи тоа да го оправа. И се повикувате на таа фамозна анкета на Евротинг, па сакам да споделам нешто од вкрстаните податоци на истата таа анкета, која што вели за 61% од гласачите на ВМРО ДПМН и за 62% од поддржувачите на Левица членство во ЕУ не е добра работа. Односно, бројките на поддржувачите на Левица се речиси исти како кај поддржувачите на ВМРО ДПМН, само 25% сметаат дека би било добро за земјава да биде членство во ЕУ. Не чувствувате одговорност, колега, како партија за ова? Не чувствувате одговорност дека вие со вашето однесување и со вашата реторика како партија придонесувате да вашето членство, значи 62% од вашите поддржувачи идентично, што сигурно не е случајно, како поддржувачите на Левица, се тие кои што всушност не мислат дека за земјава е добро да биде членка на ЕУ. Не чувствувате одговорност дека со вашето однесување и вашата реторика ја бутката земјата кон некои други сојузи? Сериозно? Значи, и ако зборуваме за некакви извештаи и мерки, не чувствувате одговорност дека и вие исто така седите заедно во собранието, иста плата земате со пратениците од владеачкото мнозинство, за да носиме мерки кои што се во интерес на граѓаните. Не чувствувате одговорност тоа што не гласавте за кривичниот законник, тоа што не гласавте за стратегијата за родова еднаквост, тоа што не гласавте за измените во Законот за социјална заштита, што значи се дополнителна финансиска помош за ранливите, тоа што не гласавте 2020 за младински додаток законот, а сте полни со реторика за иселувањето, тоа што се обидовте во време на неголема пандемија да ја спречите носењето на мерките. Сериозно не чувствувате одговорност и уште не повикувате нас да го свртиме грбот на оваа страна. Не, колега Јаревски, никогаш нема да го свртам грбот на онаа политика која што значи подеднаква грижа за сите граѓани и на онаа политика која што мене како Санела Шкриелј не ме третира како бројка за правење на етнички баланс или дисбаланс, реторика која што вие промовирате. Туку вас ве повикувам да му го сврдите грбот на оној што знам дека и самите не го сметате за председател, да ги напуштите неговите штетни политики и да почнете да работите за доброто на земјата. Ви благодарам.